Франсис и џинот. Франсис, едно храбро дете кој беше голем сонувач, сретна еден нечесен трговец кој го убеди да провали во куќата на еден многу богат џин и да го ограби. Франсис се качи во една кула каде што беше скриено богатството. Додека си ги полнеше џебовите со златници, го слушна трговецот кој го чекаше под прозорецот. Фрли ми се што ќе најдеш. Франсис, кој не му веруваше многу, реши да го задржи целиот план за себе и почна да ја пребарува палатата на џинот. Барајки други богатства, помина низ еден празен ходник и стигна до една голема сала. На средината имаше трпеза полна со вкусна храна, а бидејќи беше гладен, посегна по лебот кога се најде во лице со џинот. Добро постапи кога не му го даде моето богатство на онај лош човек, му рече собственикот на палатата, кој воопшто не му се лутеше. За возврат, ќе останеш тука како гостин колку што сакаш, но само под еден услов. Никогаш не ја отварај онаа врата. И покажа код една врата од големата сала. Сепак, по некое време, љубопитноста го совлада Франсис, па тој ја отвори вратата и од неа излезе најубавиот коњ кој некогаш го имаше видено. Коњот беше волшебен, можеше да исполнува желби. Франсис го јавна и му нареди: однеси ме далеку од џинот, веќе никогаш не сакам да го видам. И така, коњот и Франсис летнаа високо во небото.